Во најновото издание на регионалните вести ќе гледате. 9 теми на македонски државјани кои беа затекнати во Турција за време на земјотресот утрово се вратија во земјава. Тие се во добра здравствена состојба. Општина Тетово започна со собирање на парични средства, облека и друг вид донација за помош на турскиот и сирискиот народ. Попова Шапка беше домаќин на државното првенство во сноуборд на Македонија и FI Сноуборд Купот 2023 во организација на Скијачката федерација на Македонија. Девет теми на македонски државјани кои беа затекнати во Турција за време на земјотресот утрово се вратија во земјава. Министерството за надворешни работи информира дека тие се во добра здравствена состојба. Сега се дома покрај своите семејства сите 9 на македонски државјани кои беа затекнати во Турција за време на земјотресот. 8 средношколци и нивниот наставник ментор се во добра здравствена состојба. Таткото на 17 годишниот Шкмбор, Ајат Беџети од Тетово, вели дека за земјотресот дознал од медиумите, пошто во комуникација со другите родители разбрал дека децата се живи. Неговиот син се здобил со многу лесна повреда од стакло при бегање од гужвата, но траумите од доживеаното се многу поголеми. Он немаше ни ништо, само каже дека над глава нешто од тие ситници, прозорци. Паника, голема паника има. И кога се одмара малку, татко не ми се извада од мислењето. После муабетот, како, што сум скрена. Освен од Тетово, имаше ученици од неколку места во општина Маврово Ростуше, кои утринава пристигнале со автобус во Гостивар. Джеват Сефери, родител на едно од децата, вели дека амбасадата многу помогнала децата да бидат безбедни и да се вратат во земјава. Ги извлекле од градот каде престојувале, Кахраман Мараш, со возило до Анкара, оттаму до Истанбул, па до Македонија. Па не гледаме на интернет, тоа најдовме, знаеме кај се наоѓаат децата. Првично контактиравме со амбасадата, пошто во градот немавме контакт со децата. Потоа добивме информација од едно од децата дека се сите здрави, живи, добри се. И така цел ден продолживме да контактираме со амбасадата, постојано. Тие излегоа многу во пресрет, ги извлекоа децата и ги вратија дома. Учениците и нивниот ментор за Турција заминале на 3 февруари преку Еразмус Плюс програмата. Општина Тетово започна со собирање на парични средства, облека и друг вид донација за помош на турскиот и сирискиот народ. За таа цел отворени се 2 пункта – на градскиот плоштад и во гимназијата. И во Тетово се организираат хуманитарни акции за помош на погодените подрачја од земјотресот во Турција и во Сирија. Покрај финансиски средства кои ќе ги донира општината, и граѓаните можат да помогнат парично, но и во храна и облека. Двата собирни пункта, на плоштадот и во спортската сала во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, ќе бидат отворени до 21 февруари, секој ден од 10 до 18 часот. Собираме помош, донација за Турција и Сирија. Овде е еден пункт, има уште еден пункт у старата сала на гимназија, спортската сала на гимназија. Секој ден сме тука до 20, од 10 сабајле до 6 навечер. После тоа, овие сите помоши што се донесени, донирани, тие ќе се селектираат, ќе се одвојат што е облека, што е кондори, такви работи. Па од сабајле до сега, мислим дека е одзивот добар. Задоволни сме. Дај Боже ќе се продолжи овака. Има и парична помош, тие се со уплатници директно у банка. Кеш не примаме тука само у банка преку жиросметка. Па имаме во социјалните мрежи пуштено тоа што треба. Облека за топли, за зимска облека, претежно зимска облека за деца, за млади, може и греалки, такви нешто, може и тоа. И нормално и пари. И јадење и пиње, ама тие што се од конзервирани. Не вака, што има подолг рок.
дур да се носат таму. Ги повикуваме сите граѓани на Тетово да помогнат согласно нивните можности во делот на донирање на материјални средства на производи, разни производи кои се потребни за ова ситуација, но сигурно и пари и финансиски средства. За таа цел ние као општина Тетово ги направивме сите подготовки да заедно со цивилниот сектор да можеме да им овозможиме на граѓаните на полесен начин да ги дават нивните донации. Во делот на донирање на финансиски средства, на парични средства, веќе е отворена донаторска сметка во рамките на општина Тетово и подготвени се и вирмани за плаќање со кои граѓаните ќе можат нивните донации да ги реализират преку банките. Исто како што бевме информирани да во ова првична ситуација има некои административни проблеми за носење на производите, односно на материјалните донации, и затоа ние препорачуваме на сите граѓани да поддршката, донирањето да биде во парични средства, затоа што тоа полесно и побрзо може да стигне до потребната дестинација. Исто така веќе има најава од некои граѓани кои сака да помогнат и во делот на справување со рушевините таму, кои има подготвеност некоја механизација да однесе таму, затоа сме во контакт со амбасадата и со институциите во Турција за да сите вакви специфични поддршки за Турција и за турските граѓани и за Сирија исто така да можеме да им излеземе во пресред. Инаку Советот на општина Тетово на вонредна седница одлучи да додели 1 милион денари финансиска помош за погодените реони од разорниот земјотрес. Пред 2 дена, 9 пожарникари од Тетово заминаа во спасувачка мисија во Турција, заедно со останатите лица од целата земја, преку Дирекцијата за заштита и спасување. Дополнителниот армиски состав од 36 припадници од баталјонот за специјални сили обучени за спасување и пребарување во урнатини, денеска претпладне од касарната Илинден во Скопје заминаа во Република Турција. Моментално се наоѓаме во Караманмараш, каде што неуморно работиме за пронаоѓање на луѓе под урнатините. Даваме максимум со надежда како успееме да спасиме и извлечеме живи луѓе. Остануваме тука се додека е потребно и продолжуваме професионално да ги извршуваме задачите, се со цел и надежда дека ќе спасиме што повеќе луѓе, покажеме нашата солидарност со Република Турција. Откако владата го утврди предлогот на законот за изменување и дополнување на законот за игрите на среќа, од движењето антикоцкање велат дека конечно работите започнале да се менуваат, но имаат забелешка дека оддалеченоста на казината и обложувалниците не треба да биде само од училиштата, туку од сите образовни и верски институции. Тие на пресконференција денеска потсетија дека и понатаму остануваат на нивните барања. Ние од движењето антикоцкање, како дел од народот, ја цениме владината одлука о објектите во кои се организира коцкање да бидат на оддалеченост не помала од 500 метри од основните и средни училишта. Сметаме дека е тоа од витално значење, бидејќи некои работи почнаа да се движат и да земат насока по тоталното разочарување од немоќта нивна во одлучување, сметајќи ги како главен виновник за недонесување на законот. Од друга страна, приморани сме да ги подсетиме дека барањето на движењето антикоцкање кој излезе од народниот протест е непроменета. Дислокација на тие објекти 3 километри од населените места, додека од убиството што се случи во Визбек баравме и бараме целосно затварање како во Албанија и во Косово, до воведување на законот кој ќе го штити граѓанинот и така уморен од ова тешка економска состојба.
со право се прашуваме каде ќе останат градинките, каде останаа другите јавни институции, како да се заштитат центрите на градовите, дали ќе се дозволи објектите за коцкање во близина, ќе се дозволат објекти за коцкање да има во близина на верски објекти и други образовни институции. Затоа бараме по секоја цена и све овие институции да се внесат во новиот предлог закон. Одложено и денешното рочиште за случајот Ласкарци, откако во судница поради здравствени причини не се појави вештото лице. Судиката која го води процесот го одложи судењето за 16 февруари со напомена дека и ако тогаш не се појави вештото лице, ќе се испитува друг член на тимот кој го изготвил супервештачењето. Одложено и денешното рочиште за случајот Ласкарци, откако вештото лице Зекирија Зекири поради здравствени причини не се појави во судница. Ова е второ одложување откако предвадена вештакот Зекири без најава исто така не се појави на тогашното рочиште, а неговите колеги од тимот што го изготви супервештачењето го известила судот дека тој има нарушена здравствена состојба и дека предвадена има лупат за болнички испитувања. Судиката Дијана Груевска-Илиевска тогаш најави дека ќе бара писмен доказ односно медицинска документација за да го оправда отсуството на Зекири. Имено станува збор за вештак кој обвинителот од основното јавно обвинителство Дарко Јакимовски го избра да одговара на неговите прашања. На претходното рочиште, предвадена, требало да се премине кон завршните поенти со прашањата. Јакимовски на рочиштето предвадена не се согласи да испитува некој од другите присутни вештаци од тимот за супервештачењето. Судиката тогаш посочи дека ќе се почека вештакот да оздрави и дека доколку тоа не се случи до денеска, ќе се одложи и денешното рочиште. Меѓутоа, доколку и наследното рочиште закажано за 16 февруари, тој не се појави, судењето ќе продолжи со испитување на некој друг од тимот вештаци. Инаку автобуската несреќа за која се однесува овој судски процес се случи пред 4 години на 13 февруари, во која животот го загубија 16 лица, а 37 беа повредени. Додека пак обвинети за несреќата се 6 лица, возачот Мануил Трифуновски, сопственикот на Дурмотурс Дурмиш Белули и одговорниот за транспорт во фирмата Ремзи Мифтари, кои се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, и тројца вработени во станицата за технички преглед, кои пак се товарат за соучество во истото дело. Следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 18 часот на улица 180 во Тетово со судска наредба привеле 59 годишен тетовец за издржување на 2 годишна затворска казна. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Идризово во Скопје за издржување на казната. 38 годишникот Тетовско Боговиње вчера во 15 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека 20 на минути пред тоа во Боговиње бил физички нападнат од 33 годишникот Тетовско Жеровјане. Случајот целосно е расчистен и против инволвираниот ќе следува поднесок. 26 годишна тетовка ноќеска половина час по полноќ во СВР Тетово пријавила дека непосредно пред тоа на улица Благоја Туска во Тетово физички била нападната од 35 годишникот Тетово. Според пријавеното, причина за нападот биле нерасчистени должничко-доверителски односи. Се расчистува и документира случајот. Вчера вечер околу 21 часот на улица Никола Парапунов во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 42 годишен гостиварец. Тој предходно бил пријавен од 52 годишна гостиварка, дека во трговски објект на оваа улица во која работела и барал пари и се заканил со стар предмет. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Во акцијска контрола за однесувањето на пешаците во сообраќајот спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подрачје биле санкционирани вкупно 29 прекршоци.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 8 до 12 часот на Тетовско-гостиварското подрачје спровеле акцијска контрола за санкционирање на прекршоците што ги прават пешаците. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 29 прекршоци, 14 во Тетово и 15 во Гостивар. Најголемиот број од прекршоците се однесувале на преминување на улиците надвор од обележани премини. На сите прекршители изготвени им се адекватни поднесоци и покани за присуство на така наречена сообраќајна поука, а санкциониран бил и еден друг вид сообраќајен прекршок. Секторот за внатрешни работи Тетово со совет и предупредување до пешаците да бидат максимално внимателни кога и каде ги преминуваат улиците и како да се движат на улици каде што нема обликувани тротоари. До нив се апелира исто така да ги почитуваат постојните знаци и сообраќајна сигнализација и посебно да не ги пуштаат без надзор во сообраќај малолетните деца. Ова дотолку повеќе што минатата година речиси половина од загинатите лица во сообраќајните несреќи на поширокото Тетовско подрачје биле пешаци. До возачите пак се апелира секогаш да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците, особено во близина на училишта, детски градинки и пред други јавни установи, пред и во кои секојдневно се чувствува зголемена фреквенција на возила и пешаци. Претходните 2 дена Попова Шапка беше домаќин на државното првенство во сноуборд на Македонија и FIS Сноуборд Купот 2023 во организација на Скијачката федерација на Македонија. На спортскиот настан покрај домашните учесници учествува и представници од околните балкански земји. На 7 и 8 февруари Попова Шапка беше домаќин на државното првенство во сноуборд на Македонија и FIS Сноуборд Купот 2023 во организација на Скијачката федерација на Македонија, Меѓународната скијачка федерација и сноуборд клубот ХМКД. На првенството покрај домашните представници учествуваа повеќе од 50 надпреварувачи од повеќе земји како Србија, Бугарија, Грција и Романија. Надпреварувачите се надпреваруваа во велеслалом и слоупстайл во машка и женска конкуренција. Попова Шапка нуди одлични климатски и географски услови за уживање во зимските спортови, а со континуираните инвестиции во скијачките капацитети, соработката со Скијачката федерација на Македонија, Меѓународната скијачка федерација и клубовите како ХМКД, скијачките центри како Попова Шапка добиваат на популарност. Се шири интересот кај младите за зимските спортови и пред се истите да спортуваат во Македонија. Овогодинешните надпревари во сноуборд на Попова Шапка во 2 дисциплини само дополнително придонесоа за афирмација на зимските спортови во Македонија. Ваквите меѓународни надпревари и купови се одлична прилика за промоција и афирмација на овој наш зимски туристички центар, кој со големите инвестиции дури и во време на економска криза успеа да ги врати македонските љубители на зимските спортови да зимуваат во Македонија, порачаа од Скијачката федерација на Македонија.
Со временската прогноза ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!